И како сте геймери? Здраво! Добродојавте за ново видео. Сега не ме гледате, а сега ме гледате. Бројто каде бев оваа година на одмор? Погодивте! Во Родос. Да, знаете во Родос. Чекај. Никој не знае каде е Родос? Окей. Таму бевме 10 дена од 15 до 25 јули и снимав неколку видеа додека бевме таму. Тие се Little Kid, готвење со Филип 2, 100 години, Струја челендж, но за него должам многу интрото. Ајде почнеме. Трите ноќеска се разбудивме и со такси не однесоа од дома се до Солун или во близина. Таму кај аеродромот чекавме околу 6 часа дури за нашиот лет и конечно во 4 саатот бевме кај нас во хотелот. Истиот ден не правевме ништо посебно, само малце се побањавме и тоа беше се. Само што ова не е толку убаво место за снимање. Знам едно место. Вака е подобро. Следниот ден прво отидовме кај пристаништето да видиме ако можеме да резервираме брод до Нисирос. И мисијата беше успешна со моите многу добри вештини по англиски. Hi, how is you doing? Good. Yes, really good. How you doing? I am good. Really? Јако. Би реков. Добро, значи резервиравме фериботот за вторник. Така да, ќе го додаеме фериботот тука во листата за покасно. Сега не ме гледате? Сега ме гледате. Не бе, ваму со мамо. Мамо! Кога резервиравме брод, решивме да име полека на кај плажа, ама преку брегот, за да разгледаме што има на пристаништето. Исто имаше продавници бродови кај што имаше украси направени од школки или нешто од коски на ајкули или животни. И тоа беше интересно. Сега не ме гледате? А сега ме гледате, ама не ви е гајле, оти морево е многу побаво. Сега не ме гледате? Сега ме гледате како се чудам оти оваа магија не ја користивме за зачкани пароди. Стерен. Додека одевме на плажа, исто бевме кај што порано се наоѓа колосот на Родос, кај што сега само се останати Елен и Срна. Дека се шетавме кај пристаништето, решивме да се бањаме кај што се спојуваат Егејското и Средоземното море. На истото место, каде што имаше музеи, тоест аквариум за риби и слични работи. Така да, решивме прво таму да отидеме. Додека купувавме карти, ни дадоа карти за DVD кино. Така да, и тие карти ги ставиме во листата за покасно. Инаку, во аквариумот беше многу интересно. Имаше риби, имаше коски и слични работи. Еве некои видеа. Hi, I am lost and I'm scared. I think I'm going crazy. I have no friends and I'm all alone. I think I need therapy. I'm going to heaven now. Bye. После тоа, отидовме се побањавме кај морето и после се отидовме на ручек, па памата се побањавме и кога не снајде 7-те, се вративме дома и решивме да прошетаме кај стариот град. Надвор беше многу жешко, така да решив внатре снимам. Решив тука оти секаде друго е нечисто. Знаете, ќе има и посебен сегмент што ќе биде за стариот град, затоа што од 10 дена повеќето мислам бевме во градот.
Сега не ме гледате? Само ме гледате. Само да знаете, преска без натрио. Вите се затова не се гледат. Ти мене ме снимаш и я тебе те снимам. Ха-ха. Сега не ме гледате? Ама сега пак не ме гледате, от се плашам дека ќе ми го откорне прстот. Ова е веќе многу подобро. Наутро се разбудивме, измевме заби, се облековме, поедувавме, типични работи. Планот за денеска ни беше да се качиме горе на Акрополата на ридот Свети Стефан. И така како одевме, се шетавме, најнаш видовме игралиште. Дошивме маца нагоре и го навме Акрополот. Таму потрчавме и се симнавме доле кај брегот, каде што имаше една пештерска црква. Таму влеговме, имаше многу мечови и такви чудни работи. И после тоа, веќе отидевме многу изморени, решивме да отидеме да се побањаме. И кога видовме дека веќе е нашло 5 саатот, отидовме малце да јадеме. Отидовме на ручек и се вративме дома. Затоа што за овој ден веќе немавме ништо планирано, решивме да отидеме кај 9D кино. Шоуто беше интересно и отидовме во Старград. Здраво! Дојдовте натаму. Овде ќе биде сегментот за Стариот град. Го сретнавме мал човек, или барем неговите другари. Таму имаше секакви работи. Бербери, кафичи, коли, се. И тоа беше се од дрво направено. Знаете, автоматски, прелубаво беше. Не знам како да ви објаснам. По некое време огладнавме и решивме да одиме да седнеме на некој кафич или ресторан. Јадевме палачинки. Имаше огромни сокови. Еве, гледајте. We're all just assholes talking to a camera. Ко памтите вториот ден кога купивме карти за Нисиос? Денеска е денот. Конечно помина 3 сати, стасавме на нашата дестинација. Давме тура која носеа со автобус и за околу 20 минути стасавме горе кај вулканот. Беше прежешко, а исто мирисаше на пани јајца. Исто таму имаше бина и разбравме дека Горан Бреговиќ требало да настапува истата вечер. Натре вулканот беше уште пожешко. Но знаеш шо? Се прашувам дали ова му се свигаше на Стефан. Стефан? Please, support Stefan Tudorов. Јас сум Вау, Стефан, фала. После се симнавме со истиот автобус. Што имавме уште неколку сата, решивме да се прошетаме низ градчето, крајот маца ископањаме вода, кај што имаше вулкански камени. стапаш. Мамо бе! Do you brag 'cause you're bored? Or are you insecure? Because we're all just a bunch of Кога дојде времето да се одиме, се вративме на истото место од каде што и стасавме. И по 3 долги сати се вративме назад во нашиот остров. Овој ден бевме многу изморени од претходните 2 дена и решивме само да си седиме дома и да одмараме. Тоа е лага. Отидовме во Калитеа Спрингс и во Стар град. one 'cause that'd be foolish. But when Овој град не помина само во Стар град, кај што се прошетавме низ музеите. Сега не ме гледате? А сега ме гледате. Може. So just remember these words. Дојде дел за рентакар. Така да ќе го тргнеме тоа од тука од листата за покасно. Да. Нашата прва дестинација беше Епта Пайкс. Или како што јас и Стефан ја викавме, Епта Пигис. Според легендата, тука имало 7 извори кои воделе кон едно езеро. Се испањаш во тоа езеро, ќе омладиш. Видовме дека има еден многу голем тунел. После Епта Пигис, отидовме кај Свети Марија, тоест манастир кај што имало некоја икона, која магично се појавила дури од Кипар, според легендата. После Свети Марија отидовме кај Линдос, кај што беше прежешко. После Линдос
Отидовме кај што се спојуваат Средоземното и Егејското море. Само не тоа од вториот ден, туку на другиот крај на островот. Сега не ме гледате? Истрчев следната дестинација. Сега не ме гледате? Сега ме гледате. Убав поглед. После, до полека тргавме дома. Но имавме уште неколку дестинации. Молитош, Свети Пантелеймон и Камирос. После Камирос ни остава само уште една точка. Крстот. Вау! Нема вакво во Скопје. Ама заклучено е. Не, чекај. Па има. Тоа што сакавме да го направиме, веќе го исполнивме. Така да, последниве неколку дена ни поминаа само во бањање и уживање. Старград! Старград! Вуу! Чекај. Старград! 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 Денеска беше денот кога конечно ќе си одевме дома. Така да се спремивме, најдовме такси и отидовме на аеродром. По неколку сати чекање, полетавме назад кон Солун. Но како и сите нешта, добри или лоши, се ќе заврши некој ден. Дури и нашата авантура. Така да, фала многу што гледавте ова видео, од сега не ме гледате, а саме гледате. И кажете ми дали ви се свиѓа овој формат, од и порано беше многу поинаку. Чао!